Добар ден и добро дојдовте во новото издание на Зебра. Меѓу двата изборни круга на овие локални избори, а со оглед на излезноста и резултатите од нив, денеска го отвораме прашањето: дали во Македонија е можно создавање на трета силна политичка опција? Ве поканувам да се вклучите со вашите ставови и мислења на нашите профили на Facebook и Twitter, користејќи го хаштагот ZebraMK или трета опција. Бидејќи сите тука сме согласни дека на Македонија и е потребна трета политичка опција која што би била силна и реално би имала влијание, дискусијата ја поставивме нели како што и треба. Дали тоа возможно да се случи во сегашни во досегашни македонски услови, за тоа да се случи воопшто, значи да се оствари таа ситуација, да се создаде тој амбиент, јас мислам дека треба има повеќе параметри за тоа да се што влијаа тоа да се случи, од индивидуални преку финансиски до институционални, меѓутоа сепак мислам дека пресудна е амбиентот околу демократскиот капацитет на самата држава. Значи, изминативе 20 години Македонија, особено и последниве 10, Македонија на тој план исклучително назадува, значи демократскиот капацитет кај нас наместо да се проширува, нели како што би било логично ако целиме кон Европска унија и кон НАТО, кај нас демократскиот капацитет и демократскиот простор само се стеснува и назадува. Тоа е подкрепено со сите, значи со повеќе извештаи на Европската комисија, со извештаи на Репортери без граници и други релевантни институции кои што сондираат случувањата кај нас. Значи тоа се движи од слобода на информирање до слобода на изразување и организирање. Значи во таква ситуација кога реално се е под контрола, да речеме, на една партија, без разлика што сега таа на власт е ВМРО-ДПМНЕ, може да биде и СДСМ, кога државата како држава, како институција не се бори за демократските принципи да се засилат, да се подобрат, туку наоѓа начини како да ги стесни, размислувањето дека ќе се формира и дека постои можност да се формира трета политичка опција која што ќе има сила, се еден идеализам. Значи тоа нема база во реалноста, туку е само една желба која што ние во догледна иднина нема да можеме да ја оствариме. Токму во назадувањето на тој демократски амбиент, на таа економска клима, го гледам зрелиот политички момент за една трета силна политичка опција. Имено последните изборни резултати покажаа дека помеѓу 700 и 900 илјади гласачи воопшто не учествуваат во изборниот процес. Тоа открива математичка можност да се наметне трета политичка сила, а додека пак политичките услови ги гледам во фактот дека билансот на опозицијата покажува седумкратен катастрофален пораз, заклучно со последните, односно покажува дека оваа партија нема веќе сила да го артикулира она што значи традиционално левичарско гласачко тело, а уште помалку па независните и неопределените кои што се решавачки фактор. Точно е дека во Македонија и претходно имало некакви обиди да се формира трета опција, меѓутоа како што се на пример граѓанската платформа на Трифун Костовски, Васил Тупурковски, Павле Трајанов и така натаму, меѓутоа тие се појавија во еден амбиент кога дуополниот, биполарниот партиски систем беше цврсто зацементиран. И во моментот кога тие се појавија, тогашната опозициона партија не беше толку инфериорна како што денес е СДСМ, ниту пак владеачката партија не беше толку агресивна, самобендисана и груба во разбирањето на тоа што е демократски политички систем. Токму во уназадувањето на тој демократски амбиент гледам можност да се појави една нова, свежа политичка сила која што ќе излезе од рамките што ги наметна ВМРО и СДСМ, ќе наметне еден нов стил на владење, ќе понуди нови социјални политики, едноставно ќе го артикулира она незадоволство на граѓаните од 20 годишниот начин на владење на СДСМ и ВМРО кои што не го овозможија, не го постигнаа очекуваниот политички и економски просперитет на земјата. Имено во таа смисла албанците ја имаат веќе третата опција и покажаа дека е можна. Дуе третата политичка сила која што се појави во време кога албанскиот политички кампус беше биполарен, двопартиски и не само што се наметна, туку успеа да ја збрише едната политичка сила и сериозно да ја ослаби другата политичка сила кои што во тој момент беа супериорни. Затоа верувам дека е можна и дека е потребна.
Волку длабоко партиски поделено општество како што е сега македонското, народот поделен на ВМРО и СДСМ, јас мислам дека единствено само чудо може да ни доведе овдека во Македонија трета политичка опција која што ќе биде конкурентна на корпоративната машинерија која што стои зад СДСМ и зад ВМРО. Значи корпоративна зборувам затоа што веќе пиерот и маркетингот е многу значаен сегмент во допирањето до тоа гласачко тело. Сето на што го кажуваш, Маја, е убаво низ теорија, но праксата секогаш покажува нешто поинаку, особено во делот на неопределените гласачи кои што се секоја година, секој изборен циклус ги имаме во истата таа бројка, во истиот тој процент. Кај нас тие сите обиди и на Тупурковски и на Петар Гошев уште на почетокот од 90-тите години од независноста, па се до Лилјана Поповска, со сите тие така наречени трети опции, не нуделе никаков јасен, поинаков концепт различен од она што го нуди СДСМ и ВМРО. Потребно е, време е, да, имаме потреба од трета политичка опција, но трета политичка опција која што ќе биде чисто граѓанска, на пример, нема да завземе страна на историскиот момент, нема да завземе страна на политичко-идеолошкиот концепт, туку ќе завземе суштински, ќе ги заштитува суштинските проблеми на граѓаните. Ние досега не сме имале таква граѓанска иницијатива, авангардна идеја. Значи без таква идеја ние не би можеле понатаму да одиме да разговараме дали сега ќе се создаде трета политичка опција. Примерите го покажа спротивното. За трети политички опции постојано се појавувале, но секогаш тие се припојувале кон по големите страни. Страшно е што и да се појави сега, може би се создадени условите како што велиш, но верувам дека свеста кај граѓаните се уште не е на толкаво ниво за тие да се определат кон третата опција кога ги има овие две корпоративни машинерии. Она што уште сакам да го кажам е дека лидерството кај нас во Македонија е на незавидно ниво. Значи, кој би се појавил сега да застане лидер наспроти големите лидери од двете политички страни? Значи, овие три тези, мислам дека се едни од клучните за неуспехот на сите досегашни обиди за трета политичка опција во Македонија, а згоре на тоа ќе го заокружам моето излагање со примерите на 2 милиони луѓе. Зар мислите дека таа трета политичка опција ќе се наметне толку успешно? А пример имаме каде што во Британија со години, децени, не знам, ајде да не претерам, имаме само две политички опции, во Соединетите Американски држави како најразвиена демократија, републиканци и демократи, така да мислам дека таа трета политичка опција не е возможна, ниту пак никогаш ќе биде. Ќе се навратиме на примерите со британците и со американците и со нивните изборни модели и системи. Не се согласувам дека не постои граѓанска свест, значи за трета опција. Значи доколку ги погледнете резултатите од овие последниве локални избори, 40.400 гласачки ливчиња беа прогласени за неважечки. Арогантно е овие луѓе да ги прогласите за неписмени, бидејќи тоа не е поентата на неважечките ливчиња. Значи излегувањето на избори, гласањето, исполнувањето на својата граѓанска должност, обврска, но и желбата да учествувате во општествениот систем и политичкиот систем, а при тоа да не го дадете конкретно својот глас за никого, е исто така јасно изразување на став дека ниту една од понудените опции на вас не ви се допаѓа. Дека вие сте подготвени да бидете политички ангажирани во ова општество, да учествувате во креирањето на општеството, но ниту една од понудите во овој момент на вас не ви одговара. Токму затоа, значи не може да кажете дека луѓето се неписмени, дека не знаат да заокружат, бидејќи ако не го заокружат едниот или другиот од најсилните политички партии во државата, тоа не ги прави луѓето неписмени. Напротив, луѓето ќе видите дека на ливчињата допишувале хумористични забелешки, дека ставале имиња на познати интернет личности, на холивудски ликови, значи на филмски ликови и така натаму. Значи со тоа што јасно става до знаење, она што двете големи македонски политички партии не сакаат да го кажат јавно, а тоа е дека постои реална сила, реално гласачко тело кое е подготвено и ја чека третата опција. Исто така, значи нема поцивилизиран начин тоа да го кажат освен на избори, пришкртувајќи го ливчето и намерно правејќи го неважечко.
пораката е јасна. Она што и Маја пред малку го кажа, допред овие избори во кои 70% имавме излезност предходно, значи меѓу 600, 700, 800 граѓани воопшто не излегувале да гласаат. Значи, тоа е една навистина респектибилна маса која што може да ја инволвира било каква трета опција, по можност да е граѓанска, значи и се разбира ние тука нема да се враќаме сега назад да зборуваме за тоа зошто не успеале досегашните трети опции или досегашните партии кои што имале намера да бидат во центарот, туку напротив, сакаме да кажеме дека ни е потребно радикално и има можност за радикални партии кои што ќе бидат сосема поразлични од она црно-белото кое што ние го гледаме до сега и генерално, за да не се смета дека граѓаните се тие кои што се инфериорни во оваа ситуација, сметам дека и медиумите и политичките партии, прашање дали на нив им одговара тоа да го објаснат, но пред се медиумите генерално, значи треба да им го објаснат на македонските граѓани нашиот избирачки модел, бидејќи луѓето сметаат дека кога го дадат гласот за некоја трета опција, дека нивниот глас е буквално фрлен во вода, што не е така, бидејќи пропорционалниот систем кој што го има во Македонија многу помалку овозможува да има таков тип на условно кажано фрлени гласови отколку што е мнозинскиот. Но предлагам да ги погледнеме изјавите кои што ги имаме на оваа тема за и против моќна трета политичка опција, па ќе се вратиме со конкретните примери. За жал, во овој момент политичката мапа во Македонија е таква што простор за трета опција нема. Може би може да се појави нова политичка партија, но како идеологија не знам што ново таа би дала. Или ќе биде лево, или ќе биде десно. Политичките партии, дури и оние што беа опоненти до сега, значи беа противници, се групираат така што формираат два табора, опозицијски и владин политички табор, и мислам дека тие, сите партии што се внатре, ги исцрпија сите идеолошки потенцијали што на македонското гласачко тело може некој да му го понуди. Значи, медиумскиот простор само погодува на ово што го зборам. Тој е толку политизиран и подарен и најмногу провладин, што вие веднаш ќе знаете, доколку таа трета опција биде застапувана или најде доволно медиумски простор, автоматски таа е контролирана од власта. Веднаш ќе се етаблира дека е поблиску до власта. Еден обид поодамна имаше за трета опција, ако се сеќавате на Ѓорги Спасов и Керим, меѓутоа пропадна. Дури и сегашните политички противници, опозицијата и власта, не сакаат да има трета политичка опција и ја згасна, едноставно ја уништија. Тој обид за трета политичка опција, обвинувајќи ја дека работи за едните или за другите. Ако се сеќавате на едно од последните парламентарни избори, дури и Бранко и Груевски повикуваа дека сите што ќе гласат за малите политички партии џабе го даваат својот глас. Нив не им треба трета политичка опција. Во овој момент битката е толку заострена што мора разврската да настане меѓу нив две. Дури тогаш можеме да говориме за трета политичка опција. Во овој момент мислам дека не може. Катастрофалниот пораст на опозицијата предпоставува дека во Македонија веќе се појавува криза на демократијата од аспект на она што значи институционална поставеност. Социјалдемократскиот сојуз покажува дека не постои демократичност кај себе, значи во партијата, не постои демократичност во лидерството, па од тука очекувам доколку не се воспостават нови стандарди на политичката сцена или нема појава на оваа опција, како што ја нарекуваат популарно трета опција секаде на Балканот, очекувам застој во демократијата. Огромен е процентот на неопределени граѓани во Македонија, огромен е процентот на определени, меѓутоа кои се определуваат во последен момент. Дежурниот одговор е дека ниту една опција не ги дава резултатите што тие ги очекуваат. Од друга страна, ако одиме во квалитативна анализа, огромен број интелектуалци во последнава деценија останаа закјутени, деловни луѓе, бизнисмени, индустријалци, инвеститори, добри професионалци кои чекаат работа, имаат добри квалификации, а немаат работа,
и размислуваат за иднината на оваа земја и останаат тука, што е многу важно, не избегаа надвор, тие ќе се стават на располагање на оваа опција. Во Грција, под удара на големата економска криза и кризата на политичката сцена во Грција, корупцијата пред се појави Сириза и Алексис Ципрас. 37% од гласачкото тело освои и ги натера Неа демократија и ПАСОК да се здружат за прв пат во историјата. Значи, тие имаат заедничка влада. Словенија го има истиот случај. Таму победи за многумина еден класичен аутсайдер, иако успешен човек во тоа време, Јанковиќ, градоначалникот на Љубљана и основоположникот на Меркатор, на една од најголемите гордости словенечки. Тој победи со партија која формираше за само 6 месеци. Премиерот во сегашната влада на Србија е човекот малцинскиот партнер на Српскиот покрет за обнова. Имаме ние традиција на трета опција. ВМРО ДПМН на Љупчо Ѓоргиевски во 98 година дојде на власт со помош на трета опција. Тоа беше опцијата на Васил Тупурковски, со чии гласови формираа влада. Да, ние имаме традиција на трета политичка опција, меѓутоа таа трета политичка опција поише традиција на параванот колку што на реална политичка опција. Значи, Маја ти предска спомена дека се појавиле тие трети политички опции кога бил зацврстен тој дуализам помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Значи, тој сега не само што е поцврст, туку се повеќе и повеќе оди кон устоличување само на една партија, бидејќи опозицијата е во катастрофална ситуација, значи е тотално уништена, речиси уништена, еве да речеме можеби има некои знаци на живот, меѓутоа ништо од тоа не е оптимистички и клучното работа е дека се работи за процес. Да, возможно е да се формира трета политичка опција, потребна е, сите се согласуваме, меѓутоа тој процес било која од овие две од политички опции што се веќе постоечки, кои што како што кажа Игор се корпоративно многу моќни, ќе бидат сосечени уште во самиот корен. Значи ниту има финансии, ниту има подкрепа, значи едноставно сликата е толку фокусирана и моќта толку фокусирана како вие две што и самите дури ако треба ќе се здружат, како што направија грчките две леви и десни партии за да ја уништат Сириза. Сириза освои највеќе гласови, меѓутоа во владата таа не е. Беше ли почеток, да. Нам веруваше ли некој до пред неколку години дека ќе се појави таква трета партија што ќе ги натера крвните непријатели ПАСОК и Неа демократија да бидат во коалиција? Да, јас лично верував бидејќи Грција има исклучително силна левичарска традиција. Во Грција тоа не е никакво изненадување. Игор ги спомна и Англија. Англија цело време е лева или десна. Сириза постои 20 години сазда, успеа дури сега да влезе во парламентот. Само во овој случај Англија има парламент кој што е помеѓу коалиција измеѓу централна партија и лева партија, односно десна партија. Добро, од преска се спремаме нели за овој делов со Велика Британија. Значи, ако Велика Британија како лулка на демократијата може да се отвори кон нови политички опции, не гледам зошто Македонија би морала да остане. Како не? Либералната партија не е нова опција. Либералната партија претходно доминира. Јас зборувам за либералната партија. Значи јас зборувам за, значи во моментот партијата на Најджел Фараш, значи тоа му доаѓа како независна партија на Велика Британија. Значи во моментот, значи пред 2 дена се објавени последните резултати од рейтингот на партиите, значи да, навистина првите две партии натаму се во водство, но за прв пат оваа партија, значи станува трета партија и има единствена, значи меѓу сите други и останати партии, единствена бележи пораст во рейтингот за разлика од останатите. Значи Најджел Фараш е единствениот лидер на политичка партија во Велика Британија во моментот, чиј што рейтинг е повисок од сите други, бележи раст и при тоа нивото на сатисфакција како што го нарекуваат е +9, што е досега незабележано за кој да било друг лидер на која да било друга британска партија. Значи на што се должи тоа? Значи се должи на неговите радикални ставови, на неговата харизма како лидер, на тоа што он е човек кој како што Британија во својата политичка историја досега не забележала. Освежување. Да, крајно освежување, едноставно успеа да ги згази либерал-демократ, сам ги поминува. Ама овде кај нас не постои. Само значи околу анкети, окей, тоа што кажа за Фараж, меѓутоа на истите тие анкети 45% од гласачите во Британија кажале дека веруваат дека следен премиер ќе биде лидерот на лабористите. Така да пак се сведува на тие две. Знаеш што ќе се случи со лабористите ако Шведска добие независност? Ќе станат трета сила, а не втора во Велика Британија. Пардон, Шкотска, да. Значи известно е дека третата политичка партија ќе стане втора доминантна сила. Пак идеме на Значи, во овој момент, спекулативност. јас мислам дека таа една група
таа е една навистина незавидна бројка на граѓани кои што чекаат да се појави трета опција, значи во моментот да се вика партија на джедаите, мислам дека и за нејзе ќе гласаат. Зависи од Значи, лидерот. само што да кажам, ако можеше Исланд за градоначалник да одбере човек кој што во детството имал диагноза на ментално ретардиран, кој што се облекува како драг квин за да ги подржи геј браковите и геј заедниците, значи кој што кажува дека ќе биде отворено коруптивен, мислам Да, ама Исланд се ослободи од банките, се ослободи од корпоративната моќ која што има претходните партии. Мислите дека кај нас, кај нас земјоделците во Прилеп кои што добија Апсолутно. 23 милиони Тука е проблемот. субвенции за тутунот, дека утре ќе идат за трета политичка опција, бидејќи идеализмот ќе ги дека поттикне. таргетот на третата политичка опција треба да се земјоделците. Па нека бидат интелектуалците. Во општество Нека кое бидат што е твитерашите. доминантно Колку се земјоделието или интелектуалците зармислиште колку и тоа сака Абе да... твитерашите нека бидат Ама колку таргетот. какав е процентот во Огромен. земјоделско општество, земјоделска држава, Не ние се очекуваме занимаваме дека сите со земјоделство, таргет за да да ги имаме бидат ние трета земјоделците. политичка опција треба да идентификуваме, да Значи, мапираме личност со харизма, личност која што ќе застане и ќе Ама направи ние рековме радикални дека ни промени. треба Кој граѓанска тоа ќе го опција, не направи? земјоделска. А граѓанска опција, ама за кого ќе го направиме? Граѓанската опција повторно треба да најде начини како да допре до тоа гласачко тело, зашто да не забораваме, можеби 30-40% неопределеноста сега. Ама исто на толку и гласачкото невработеност тело. во Македонија. И невработеноста и така натаму. Граѓанскиот да биде и во социјалата да се наметне, да се наметне и во активизмот, да се наметне и во начинот на размислување. Пред се да се идентификува таква личност. Дали тоа ќе биде од интелектуалците, дали тоа ќе биде од бизнес А што ти заедницата. веруваш дека нема таква личност, не можеме да најдеме, не ја разбирам аргументацијата. Покрај сегашните лидери на партиите, не. На вистина не. Јас му верувам на Џон Кенет Галбрет, кој што во анатомија на моќта вели моќта ја скицира, ја дели на 3 дела, моќ на убедување, на награда и на казна. Сите тие 3 полуги ги користи секоја власт. И ова и претходната и буквално Така. секаде. Меѓутоа, моќта на убедување е најмоќна. Ако се појави таква личност, а верувам дека може, ќе артикулира доволно гласачко тело и на гласачи и на симпатизери кои што ќе можат да воведат некакви промени. Зошто се случуваат, го спомна и контроверзниот градоначалник. Едноставно, граѓаните се уморни од корумпирани и криминални политички елити. Веруваат дека тие носат промени, дека можат да се појават трети сили што ќе донесат промена. Затоа верувам дека и во Македонија е можно такво нешто. И уште само да не забораваме во кратко ќе биде, да како што каже и Саздо, за да се појави третата политичка опција, или беше тука на иста линија, е потребна поддршката од медиумите. Медиумите да објаснат дека дадениот глас за трета политичка опција не е фрлен во вода, туку дека според пропорционалниот модел и така натаму, сето тоа има влијание нивниот глас. Во овој момент, како што сега е состојбата на медиумите во Македонија, јас мислам дека е невозможна. Не зборуваме само за традиционалните медиуми, значи Апсолутно. можеме да зборуваме и за новите Ама медиуми. повторно, Да, И ама при тоа нивната само моќ, PR ама нивната поддршка. моќ е исклучителна, Моќта. значи во На споредба неверните во томи би другите- сакала само едно нешто да кажам за крај. Се додека не веруваме дека е возможна трета опција, нема да биде можна. Се потекнува од моќта на уверувањето на што го реков. Би сакала тука да ја завршиме овој дел од емисијата. Ви благодариме што не следевте. Нашиот так на Твитер е Зебра МК. Продолжуваме со истата тема со гости од студиото на Зебра во петок. Пријатно.